материјал за да може да се зачува оно кој што има треба оно да го зачува. Сепак тоа се нивни приватни домови. Во тие приватни домови има многу води тавани, има многу добро средени, мислам, долапи и сето она што било познатите чардаци. И тоа сакаме да го зачуваме. Ние веќе инвентаризација правиме на тоа. И тоа е процес што ќе потреби. Општината не е доволно моќна финансиски за да може да ги откупи тие куќи. Тоа би било добро да го направи општината. Меѓутоа, во некои случаи и самите собственици на куќите претерано високи цени бара за да можеме ние тоа да го постигнеме. Дел од тие куќи веќе една куќа веќе министерството ја ставило планот за култура за оваа година да откупи. Тоа е она веднаш залепена дома се говори. Да, и заедно да спои да се направи цел комплекс таму. Кога ги ставиме тука останатите 3 куќи, 4 што се наоѓаат, нели, на Джинот, на Касапови и така натаму со Васил Глинов заедно со овој потват, тоа ќе представува едно пријатно каче за зачување на она токму што е старата архитектура. Ние ќе се обидеме да најдеме и грантови, веќе работиме на тоа, да најдеме и донации. Бидејќи тоа го има во Европа и ќе успееме секако нешто да заштитиме. Не ви ги поставува оние прашања што ви ги поставив на пресконференција за време на промовирањето на вашиот очев, на фактот што тие веќе се и на еден начин експонирани во јавноста, особено вашите одговори. Меѓутоа би ви поставил едно прашање на кое што реагираат голем број граѓани, појава која што мора да се изнајде начин да се следи, меѓутоа и да се реши на одреден начин, а тоа е неподносливата миризба од свињарските фарми во непосредна близина на градот, со оглед на ширењето на градот, нивната локација веќе се приближува до онаа критична граница и се случува градот да биде комплетно зафатен токму од тоа. Друга прашање е негрижата на собствениците, непочитување на законот и сфрлање на загадени и непрочистени води во Вардар, тоа е веќе сосема друго, меѓутоа една состојба која што е веќе алармантна. Па токму така, поготово сега во пролетните и летните месеци се чувствува непријатна мириза, поготово во новиот дел на Полклановачна нова населба, околината на Туш, маркетот и сиот тој потват тука со керамидна вклучувајќи. Значи ние имаме неколку сегменти кои што ќе реагираме. Имаме во моментов една фарма која е во самата населба Керамид. Не е таа свињарска фарма, меѓутоа таму е со крупен добиток. Тоа ние се ќе го иселиме од тоа. Значи мораме да го почитуваме законот кој што вели дека на колку далечност треба да бидат поставени. Вториот сегмент е токму свињарските фарми што се шири непријатна миризма. Ние веќе го лоциравме од каде доаѓа. Во наредниот период веќе ќе стапиме во контакт со собствениците на фарми и ќе бараме полека но сигурно да се иселат од тоа. Значи начинот на одводнување, начинот на расфрлувањето на она што се нус производи на ѓубрето мора или да се вклопи во европските стандарди или иселување од самото место. Не може градот да биде заложник на поединец или на фирма, без разлика колкава дали е голема или мала, градот да се чувствува непријатно ради задоволство на некого. И тоа ќе го решиме на овој или на оној начин. Има ли можности да со оглед на периодот кој престои, тоа е предизборие и изборите, да се започне барем нешто од она што го најавивте и што претпоставувам оваа година ќе почне да се реализира, а тоа е новиот начин на регулирање на сообраќајот, што ќе рече почеток на работите на она на што му дадовте примарна улога, а тоа е крстосницата или тесното грло на влезот на Вардар, некаде од Нововелес, некаде во близина на бензинската пумпа и спомен костурницата. Па ние сме подготвени да почнеме таа работа. Тоа значи дека ги вадиме веќе во завршна фаза до овој петок или до понеделник, вторник чекаме сите дозволи да се извадат, сите одобренија да се дадат и чекаме да се отворат према разговорот со инвеститорот што мислам со оној што е избран да води работата, проектот да го води, да се отворат базите, асфалтните бази и да се почне со работа. Веќе е сниман теренот од страна на изведувачот, ние сме подготвени во секој момент, значи да почнеме, добени се сите сообраќајни решенија, имаме уште една дозвола да извадиме што си сака техничкото решение да го завршиме и почињаме со кружниот тек.
Значи се знае колку чини кружниот тек, се знае кој е изведувачот, немаше жалба на постапката бидејќи јавно надавање нели електронски, немаше жалба на постапката, веќе извадивме документи за изменет режим на сообраќај, известивме сите околни субјекти што се таму како МАК Петрол, како Лукойл, дека ќе се почне да се работи, бидејќи тука ќе има одзимање на дел и од Ридот. Истовремено, вчера е објавен и тендерот од страна на UNDP, проектот што беше успеал општина Велес да го издействува, да горниот дел кај што имавме мини свлечиште, се направи голем подпорен зид и да го зацврстиме тој сегмент под Костурница и заедно со него, со починењето на кружниот ток ќе биде на цела целина тој. За да можеме ние после тоа да почнеме и кон следната фаза, осветлувањето на кружниот тек. И тоа ќе го направиме. Значи ние само чекаме, изведувачот кажа, оној момент кој ќе се пуштат асфалтните бази за 1 до 2 недели, со оглед на времето што и ќе го дозволи се надеваме во следниот период, ние истиот момент почнуваме со работењето. Бидејќи тука ќе влезе голема количина на асфалт, е неопходна за завршувањето на целиот проект. И тој проект ќе оди 1-2 месеци и ќе биде завршен. Значи тоа е рокот во кој што е подпишан. Тој проект и ние го чекаме желно да видиме како ќе се одвија, бидејќи стварно тоа ќе биде влез на градот, ќе имаме растеретен сообраќај, ќе се одвија по безбедно сообраќајот пред се, по безбедно. Значи ќе биде сета околина симната, пониско и нема да има проблем токму околу остите забои, за вртење од доаѓање до Штип, продолжување према езерото Младост, по улицата Пенчо Давчев, академик, нели така се вика сега таа улица. Значи, целта е една единствена, градот да добие добар влез, кој што ќе се вклопи во сиот влез, почнувајќи од Штипско џаде надолека, што е среден, и да биде пред се безбеден. Значи ли тоа дека ќе биде зголемена безбедноста и на оној крак кој што е веќе локален пат, а тоа е од железничката рампа на железничката линија Велес-Штип, па некаде во делот на Речани, каде што веќе имаме голем број на жители, меѓутоа сообраќајницата се уште не е најбезбедна за одвивање на сообраќајот и покрај тоа што е осветлена, немаме тротоари. Значи, голем број жители пешачат кон Велес, токму од овој правец, а навистина верувајте опасно да се движи овде. Има ли некакви можности тука да се направат некои интервенции, тука и индустријската зона и се? Значи, во овој сегмент, токму кажавте тука индустријска зона, пред индустријската зона очигледно е дека оној сегмент на населбата Речани е во експанзија. Ние сме сведоци дека секојдневно никнуваат нови куќи. И добри куќи, убави куќи. Се прави една добра солидна населба. Имаме повеќе замисли на тој сегмент. Че време да следиме канализацијата сакаме, помеѓу тие улици, и да почнеме да ги средуваме улиците. За жал, не се дешава и тоа што веќе се деси у Керамидна, имаме тесни улици. И покрај тоа што беа автобавчи, ја затекнавме ситуацијата да не можеме да направиме широка улица кај што ќе може да безбедно да се разминат 2 камиона, не зборуваме за 2 возила. Бидејќи како населба во експанзија, има и таа потреба. Второ, ние размислуваме да ставиме мост. Со уште еден мост да поврземе Речани кај управната зграда на ДЕР, за да можеме мост да направиме и да се искористи максимално тој сообраќајен режим, мора да бидат проширени улиците, мора да има стандард улиците. Тоа значи експроприација, или? Тоа значи експроприација, тоа значи правење на прави улици, онака како во правата смисла на зборот, кај што ќе може да се одвива нормален сообраќај. Сето тоа ја оттежни ситуацијата затоа што собствениците на парцелите и оние што продавале парцели таму, многу има објекти изградени на самиот пат, кај што треба да мине. И тука ја кочи сета оваа работа. Меѓутоа, без разлика на тоа, ние планираме да почнеме еден тротоар таму да правиме, уречени покрај патот. Тоа е магистрален пат, да знаете. Ќе гледаме да го прошириме осветлувањето максимално колку што можеме, за да можеме да го направиме по-безбедно движењето на тој сегмент од нашиот град, кај што живеат доста голем број на наши сограѓани. Повеќе сигурно дека можевме, односно има многу, би ни требало многу време да ги фатиме сите оние теми на кои што разговараме, меѓутоа јас би сакал сега да се префрлиме, не е тоа политика, е сепак реална состојба.
Со оглед на балансот на силите во Советот на општината, како ви оди соработката со Советот, меѓутоа и кое е вашето размислување за односот на коалицијата, колку таа помага или одмага во реализација на сите овие активности? Добро, јас сум задоволен од начинот како се одвија соработката помеѓу градоначалникот, председателот на Советот, советничкото мнозинство, коалицијата на советничкото мнозинство. Значи имаме коректен однос, работиме сите заедно во интерес на градот, во интерес на нашите сограѓани, нема максималистички барања, нема оноа што е карактеристично можеби за другите совети, едноставно нашиот совет, мнозинството во Советот, можам да кажам дека безпрекорно си врши во моментов работата, без разлика што е коалиција од неколку политички партии, кои настапивме нели заедно пред изборието, меѓутоа сум задоволен од начинот како се извршуваат работите, како се носат одлуките, како се дискутира на седниците на Советот. Значи тука и опозицијата си го дава својот допринос во работењето на Советот. Тоа е на граѓаните да оценат кои ги кочи проектите, кои се обидува да се наметне, да го наметне своето мислење, што е нормално, нели? Сепак тоа е, како што кажавте, политика, тука се и судир на две различни концепции за раководење на Советот, раководење на градот, и граѓаните се определија која опција треба да го води градот во наредниот период, и ние тоа ќе го направиме токму онака како што го замисливме, бидејќи нашата програма најде на одобрување кај граѓаните, и тоа го работиме. И мислам и чинам дека и со оние направени анкети и со се дека сме на добар пат и дека добро ја раководиме општината во моментот. Полека но сигурно привршуваме. Режија, одиме со камера број 1. Полека но сигурно привршуваме со она што, ако може да кажеме, на еден начин и беше задача оваа вечер. Има многу прашања, има многу проблеми, што е нормално. Ниту еден градоначалник не ги решил дури ни за цел мандат, а не преку ноќ. Очекувањата се големи, меѓутоа факт е дека во овој отчет на 40 и нешто страници сепак презентиравте само дел од активностите на локалната самоуправа, за која што предпоставувам и верувам, барем според оние наши анкети, дека задоволството кај граѓаните е огромно. Ако е тоа така и кога е тоа така, што е она што покрај ова што го разговаравме, би им го порачале на оние што не гледаат, а тоа се граѓаните на Велес? Добро, јас на моите сограѓани едноставно им порачувам дека локалната самоуправа останува нивни партнер. Следна е партнер во наредниот период, како што беше до сега, сега уште посебно во следнава година што е пред нас, со сите заеднички предизвици што ги се соочиме со нив, да успееме заеднички да ги решиме. Токму затоа и градоначалникот реши да наместо еднаш на 2 недели да има секој втори ден, да кажеме работ, вторник и четврток, значи 2 пати дневно да има средби со граѓаните. Отвореноста и транспарентност на општината мора да биде на оноа ниво како што е досега. Јас да напоменам само и околу отчетот, дека отчетот е закачен на веб страницата на општината, значи секој може од таму да го види и да го разгледа. Ние ќе продолжиме со начинот на работење како сега. До сега што работевме и работиме во моментов, интензивно моментов се работи на десетина позиции во нашиот град, се работи на десетина позиции во населените места. Значи интензитетот на работа нема да се намали во наредниот период. Ние сега ќе одиме стрикно по она што е изгласено со програмата и јас на моите сограѓани можам да ветам дека година оваа време, значи во април месец кога ќе го мар месец кога ќе го давам, кога ќе го презентираме новиот отчет, нема да биде на 40 страници, ќе биде на 50 страници. Тоа значи дека ќе се обидеме заеднички, заедно со администрацијата, заедно со Советот, заедно пред се со граѓаните, да ги спроведеме сите овие замислени наши проекти и година оваа време да зборуваме како ќе изгледа новиот стадион, колку инвеститори дошле во индустријските зони, колку улици се направени, колку ракохвати се стаени, како изгледа новото осветлување во општина Велес, како изгледа околината и самиот нов театар во општина Велес и како ќе изгледа паркот кај Васил Глабинов, како ќе изгледа средена зградата на домот на Арама, градската куќа и како ќе изгледа нејзината околина, меѓутоа како ќе изгледаат високите зони во градот. Тоа заеднички ќе го направиме. Заеднички градоначалникот со граѓаните. Ви благодарам што бевте гостин во политичкиот магазин во Фокусот.
им презентиравме на граѓаните дел од активностите, дел од ветувањето и посекуваме сето тоа да биде реалност, вистина. Ви благодарам на поканата. Секој време сум подготвен да учествувам во емисии, да граѓаните знаат што се дешава во општина Велес. Ова е приодот што го ветивме, овој приод ќе го работиме во наредните 3 години од мандатот. Благодарам уште еднаш. Почитувани гледачи, вие го следевте најновото издание на политичкиот магазин во Фокусот, во кој што за отчетот за активностите во 2013 година на локалната самоуправа или општина Велес разговаравме со градоначалникот магистар Славчо Чодиев. Ви благодарам на вниманието. Останете понатаму со програмата на телевизија Канал 21.